Ние полека, но сигурно ги освојувавме пазарите надвор од бивши југословенските републики, бидејќи до 90-та година земјоделците многу добро знаат претежно јаболката, оризот, патлиџаните, пиперките ги пласираа на во поранешните југословенски републики. Меѓутоа со реалната промена на нештата кои се случија во почетокот на 90-тите години, мораше да се наоѓаат други пазари. Пред се од страна на земјоделците освоени се пазарите во Руската Федерација. Нашите земјоделски производи без никакви потешкоти влегуваат на сите европски пазари, може да се најдат и во сите познати маркети во Европската Унија, како Теско, Меркатори, така натаму. Нашите земјоделски производи буквално ги има насекаде денес и во целата Европска Унија, но може да се сретнат и на американскиот континент, може да се сретнат и во Австралија и во Канада како соодветни преработки. Значи, доколку освојуваме нови пазари, тоа значи дополнителна вредност за земјоделците. И ние како влада тука наоѓаме начин да им помагаме на земјоделците, пред се со едукација каков производ да произведат, како да го обработуваат, каков семенски материјал да употребат во зависност од тоа која земја каков производ посакува. А од друга страна, во исто време им помагаме и на преработувачката индустрија и директно со финансиска поддршка, но и преку помош, преку маркетинг, преку носење на тие значајни компании на саемски манифестации на секаде во светот, да го промовираат и македонскиот земјоделски производ и нормално нивните преработки од земјоделските производи. Така да денес македонскиот производ го има и е препознатлив по својот квалитет и по својот вкус, во кој може да се препознае трудот на самиот земјоделец, го има секаде низ Европската Унија, Русија, па дури ви кажав Америка и Австралија.